Почитувани гледачи, добро вечер, добро дојдовте во најновото издание на Проверитас. Јас сум Александар Бичиклиски, вечера на моје особено задоволство во студиото спроти мене е Драган Ковачки, новиот генерален секретар на ВМРО ДПМН. Инаку станува збор за човек со долгогодишно искуство во безбедностниот сектор, поранешен висок офицер на армијата и актуелен пратеник, личност која што важи за дисциплиниран стратег, со јасна организацијска визија и препознатлива принципиелност во политичкото делување. Вечера ќе ги отвориме токму овие теми и разговараме за новата одговорност, за визијата на партијата, но и за пошироките политички и безбедностни предизвици пред кои што се наоѓа Република Македонија. Господине Ковачки, добро вечер, добро дојдовте во Проверитас. Добро вечер, ви благодарам за поканата, поздрав до гледачите и до вашите слушатели. Задоволство е што вечера ќе бидете гостин, што успеавте да звоите дел од вашето време и да проговориме за темите кои што пред малку кажав. Прво да ви честитам за новата партиска функција, генерален секретар на најголемата политичка партија ВМРО ДПМН. Благодарам. Верувам дека ова ви представува голема чест, но една огромна одговорност. Кои се вашите очекувања, лични визии за матрицата која што треба да ја следи партијата во организацијското и политичкото делување во периодот пред вас како генерален секретар? Така е, огромна е честа, меѓутоа уште поголема одговорноста која што ми е доверена да бидам генерален секретар на најголемата политичка структура ВМРО ДПМН во Република Македонија. ВМРО ДПМН е победник од последните неколку циклуси на избори, почнувајќи од локалните избори, па парламентарните, претседателски повторно локалните избори и очекуваме повторно да победиме во 2028 година, односно на следните парламентарни избори. Она што е многу важно да се каже е дека партијата со цел да остане во кондиција ќе мора малку да се менува, да се трансформира, да се зајакне, да се освежи организацијски, а се со цел подобрување на функционалноста на партијата, нели, и крајната цел добивање на изборите. ВМРО ДПМН во изминатиот период, реков, е победничка партија, има одлична структура, меѓутоа, колку и да е совршена таа структура, сепак постои можност за подобрување, и тоа е и теориски така, меѓутоа и во пракса е така, и затоа во наредниот период ќе работиме малку на подобрување на внатрешната функционалност од аспект на дисциплинирање на внатрешните структури во партијата. Така, дали постоише двумење кога ви беше понудена оваа функција? Сепак станува збор за, според мен, исклучително одговорна и важна позиција во партијата, седнувате на едно жешко столче, условно кажано. Се двумевте ли кога ви беше понудена? Не, воопшто не се двумев, затоа што честа е огромна, како што реков, да се служи на идејата, да се служи на организацијата, да се служи на лидерот кој што успеа да ја врати ВМРО ДПМН од една девастирана партија во изминатиот период, да ја донесе да биде партија која што повторно е главна на политичката сцена и која што ги носи политичките одлуки и ги води политичките процеси во државата. Мене ми импонира што бев личен избор на претседателот Христијан Мицкоски, затоа што исклучително го ценам како човек кој што успеа да ја носи кохезијата и успеа да ги обедини сите структури, нешто што и се покажа дека на изборите дека успешно го прави и се надевам дека ќе бидам дел од тој тим кој што ќе ја донесе победата на следните избори. Па се случува можеби помеѓу повеќе години, поголем период да ВМРО ДПМН е така компактно и кохезионно делува. Добивте силна поддршка од сите структури, од сите луѓе во партијата ВМРО ДПМН, искрено се израдува на вашиот избор со оние луѓе кои што ги знам и кои што комуницирам таму. Значи влегувате на позиција буквално со апсолутна доверба од членството и симпатизерите на ВМРО ДПМН. Дали ова представува повеќе чест или е голем товар, господине Ковачки? И од двете помалку. Так. Честа е повеќе лична, меѓутоа одговорноста е кон организацијата и кон идејата. И тука сакам да ги убедам сите членови, сите симпатизери на партијата дека ќе влезам повеќе од 100% во оваа функција, односно веќе влегов на функцијата, повеќе ја доживам и како должност кон организацијата и кон членството. Мислам дека сите оние кои што во изминатиот период можеби биле помалку разочарани, зборувам за дел од членовите, дека доправа следи работа, доправа следи ред, организација, следи дисциплина
и следат убави работи за сите членови на ВМРО ДПМН. Ако по нешто е познато ВМРО ДПМН, тоа што го признаваат и останатите политички партии во Република Македонија, дека има најдисциплинирано гласачко тело кое што гласа, нели, секогаш кога никогаш не паднало под одредени бројки, и според ова што кажувате, сваќам дека ќе се работи на зголемување на тој обем на тие луѓе за следните избори да се добие уште подобар резултат. Како го коментирате, не сте сами, нели, вие станавте генерален секретар, но се избра нов извршен комитет во ВМРО ДПМН, највисокото тело во партијата помеѓу два конгрески со Централниот комитет. Станува збор, според мене, за спој на искуство и нова енергија, луѓе од различни професионални сфери, вклучително и помални и помлади кадри. Како го коментирате новиот извршен комитет? Тоа е во суштина идејата на трансформацијата, односно малата реорганизација која што ја правиме во ВМРО ДПМН. Извршниот комитет е спој на кадри кои што имаат различни портфолија, рековме, имаат искуство и во законодавната власт и во извршната власт, луѓе кои што се многу долго време во партиските структури, меѓутоа извршниот комитет е освежен и со помлади лица од помладите структури. Истото го очекуваме, значи и може би во општинските комитети, во структурите, односно во телата, во унијата на жени, на ветерани, на млади сили, структури кои што во иднина ќе ги носат, односно ќе ја даваат поддршката на лидерството во спроведувањето на нивната визија и на политиките. Нешто што сметам дека е клучно за да се остане доминантен на политичката сцена, односно да сме секогаш чекор пред другите. И тоа мислам дека е карактеристика на ВМРО ДПМН, секогаш да најде начин како да се обедини, како да го фузира членството, а се со цел, реков, добивање на следните избори и реализација на политиките. Впрочем, тоа е и во самото име има Демократска партија за македонско национално единство, нели? Тоа е нешто што би сакал јас сега тука да го кажам во делот на што го споменавте во делот на македонското национално единство. Мислам дека Македонија треба, сега без разлика што јас сум генерален секретар и настапувам исклучиво партиски, треба малку политиката да ја гледаме и надвор од партиските рамки, а тоа е да ја третираме Македонија како еден заеднички дом, да ја градиме таа политичка култура и со останатите политички структури, за да ја градиме таа општествена култура дека Македонија е држава кон која што сите припаѓаме. Сите да ја чувствуваме како сопствен дом, да се обединиме околу стратешките цели, околу делот на безбедноста, делот на одбраната, меѓутоа сето тоа во функција на благосостојбата на граѓаните. Тоа се двете стратешки цели кон кои што сите треба да се стремиме и треба да бидеме обединети. Како генерален секретар на најголемата политичка партија, мислам дека дел од врските ќе ми бидат и во таа насока, значи создавање на една општествена култура на помирување и на обединување околу стратешките цели. Да се надам дека ова што го кажавте ќе се оствари во брзо време Македонија. Според ова што разбирам, тогаш ќе има црвени линии, ќе се знае до каде смее некој со нас, како што беа преговорите со сите останати работи, а не да пронаоѓаат, ќе го цитирам претседателот на владата, мекотели во Македонија, преку кои што ќе можат, нели, да ги реализираат и работи. Говорите за одредени промени во ВМРО ДПМН. На првата седница, мислам дека на новиот извршен комитет донесена и на централниот се донесе една одлука за реизбор на сите претседатели на 76 општински комитети, како и избор на претседател на Унијата на млади сили, на Унијата на жени, на Унијата на ветерани. Дали сте задоволни од одзивот на кандидатурите и од внатрешно-партиската динамика луѓето кои што учествуваат на овие внатрешно-партиски конкурси? Од она што можев да го видам, јас лично сум презадоволен, затоа што ќе откриеме една работа за јавноста. Имаме над 800 апликанти за овие позиции што сега ги споменавте, значи општинските комитети и телата на партијата, ветераните, младите и жените. Тоа е добра брика. Значи над 800 апликанти имаме, нешто што е показател дека членството се мобилизира, е мотивирано, е присутно тука и сака да допринесе во развојот и на партијата, меѓутоа и на татковината. Во тек се во моментов избор, значи формиравме комисии на ниво на партијата со одлука на извршниот комитет, во тек се интервјуирањата на сите апликанти. Очекувам некаде до кај 15 отприлика во месецов да ги завршиме интервјуата, зборам на ниво на комисии, после тоа
можеби тие што ќе бидат одредени од комисиите ќе бидат упатени на дополнително интервју кај председателот, ќе има партиски сондажи, ќе има анкети за сите нив. На крај ќе очекувам да се изберат најдобрите. Тука нека не ми замераат тие што нема да можат да одат во вториот така наречен круг или нема да бидат избрани. Нормално е, знаете, кога имате, не знам, за едно место, ако имате 20 кандидати, дека еден ќе биде среќен, меѓутоа јас сум убеден дека останатите 19 нема да бидат до толку разочарани и нема да му вртат грб, туку напротив, убеден сум дека како братска партија, како партија во која што владее братството, каде што владее кохезијата, дека ќе му даваат поддршка и на тој што ќе биде избран. Јас сум убеден дека такво нешто следи и таму некаде до кај крајот на април тие нови председатели би требало да ги имаат комплетирано сопствените општински комитети, местните комитети, кои што исто така се многу важни, основната клетка на партијата, и таму некаде до кај крајот на април да ја затвориме таа приказна околу малото реструктурирање на партијата. Да. Ме тера ова што го говорите до сега во емисијата, говорите со многу љубов, со многу енергија за ова што сакате да го правите, меѓутоа и многу принципиелно, онака и ме натера само по себе едно прашање да ви поставам, што ве мотивираше да влезете во политиката, особено ако се има предвид дека зад себе имавте изградена респектабилна воена кариера? Видите, јас цел живот сум во служба на Македонија. Цел живот, значи од својата 18-та година. Така да ова што сега го продолжив во политиката од 2020 година е само на дополнување и ќе продолжам тоа да го правам до крајот на својот живот, без разлика. И утре ако не се занимавам со политика, нормално имате и каде што имате почеток, имате и крај. Меѓутоа и до крајот на својот живот ќе останем лојален на Македонија. Ако се сака Македонија, секако може да се сака и на секаков начин во секој дел од животот, нели? Без оглед на која место си, која позиција си. Пред 2 седмици и нешто повеќе, мислам дека бевте во седиштето на НАТО во Брисел, каде што стваривте серија состаноци. Са не знам, вака малку на шала да ве прашам, бевте во седиштето на НАТО, стваривте серија состаноци, а претходно опозицијата ве обвинуваше дека немате НАТО сертификат, дека не ве сакаат таму, дека не сте дел од целата таа приказна, што го демантиравте. Кажете ми што се дискутираше и што е ново парламентарното собрание на НАТО? Видите, морам да ги демантирам овие се глупости за мене, вака кажано. Извинете на терминот што го користам. На подкаст можеме да употребиме. На подкаст морам да го кажам. Прават штета на државата со таквите обвинувања. Несериозни се тие обвинувања. Меѓутоа, кога немате со што, па ајде, измислувајте лаги, креирате лаги, конструкции, некаде може и ќе ви поминат. Меѓутоа, демантот стигнува и треба да се извинат за таа работа. Јас нема да тужам, меѓутоа треба да се извинат реално. Што се дискутираше таму? Што има ново во парламентарното собрание? Во НАТО најважно кога одиме како делегација во НАТО, јас се водам македонската делегација, зборувам собраниската делегација. Се зборува за политичката кохезија која што во моментов е најпотребна во рамките на НАТО, во алијансата. И можеби таа политичка кохезија е можеби витално, односно важна на ниво на градењето на одбранбените капацитети. Нешто што ние како држава го следиме, меѓутоа и допринесуваме, значи во двата аспекти, и политичката кохезија и во делот на изградбата на одбранбените капацитети, допринесуваме во тој сегмент. НАТО како организација е безбедносниот чадор, нешто што сме се стремеле ние и како политичка партија, меѓутоа и најголемиот дел од политичките структури во Република Македонија, освен една мала структура, затоа што во овие услови на турбулентен геополитички поредок, Македонија мора да ја одбере вистинската страна и ние сме одбрале таа вистинска страна уште пред 30 на години. Конечно го курнисавме тој пат со членство пред едно 6 години. Остануваме лојален, кредибилен партнер на алијансата и ќе допринесуваме и со учество и во мировни мисии, односно со трупи, со војници таму каде што треба, а секако и со поддршка во делот на носењето на стратешките одлуки на алијансата. Така, една од темите беше и визијата на НАТО до 2035 година на оваа средба. Каде е местото на Македонија во тие
процеси? Дали сме равноправен член, дали седиме на истата маса? Да, седиме сега нормално. Знаете, тежината на секоја држава е Да. различна, дали во зависност од тоа колку допринесувате. Македонија има превземена обврска од самитот да го развива, односно да го зголеми својот буџет на 3,5% од БДП, значи од бруто домашниот производ, а 1,5% да даваме, односно да инвестираме во безбедносна, односно одбранбена инфраструктура, која што ќе биде исто така во функција на одбраната. Значи некаде околу 5% ќе бидат одделувани за одбраната и сега како војник поранешен мене тоа ми импонира и јас се радувам затоа што македонската армија, македонската држава ќе може да биде модернизирана. Зошто зборувам и армија и држава? Затоа што од една страна рековме инвестирање директно во хардверот, односно во опремата за војниците, инвестирање исто така во човечкиот потенцијал и ресурси, меѓутоа од друга страна рековме 1,5% имаме инвестиција во безбедносна инфраструктура и тука можеме слободно да ги ставиме и делот од болниците и така натаму, значи структура која што ќе биде во подршка на евентуални идни потреби за воени действија, што значи дека ние можеме и сега да ги градиме тие болници и одредена инфраструктура која што ќе биде во намена и подршка на граѓаните, односно на цивилното општество. Така да на тој начин ќе си ја развиваме и државата, не само армијата. Па доказ за тоа беше, мислам, и доаѓањето пред 2 дена на Руте, генералниот секретар на НАТО во Македонија. Како ја перцепирате оваа посета во контекст на актуелните глобални случувања? Токму сега дојде Руте во Македонија. Многу значајна посета. Имав чест да го пречекам господинот Руте заедно со останатите челители. Тоа само покажува дека Македонија е кредибилен партнер. Од негова уста дојде дека секоја педа на НАТО територија ќе биде бранета во било кој случај и тоа е многу значајно за нас и тоа уште еднаш покажува дека сме на вистинската страна, односно дека уште пред 30 години како ВМРО ДПМН ние сме се определиле за членство во НАТО, меѓутоа и во Европската унија. Во тој период 90-91 година само ВМРО ДПМН беше единствената политичка партија која што експлицитно пишуваше својата програма дека сака да биде членка на НАТО, да има пријателски односи. Другите беа за Југославија. Другите беа за Белград, беа за Југославија. Сега обвинуваат несериозно, значи со такви за руски свет во ВМРО, за сите останати работи кои што немаат врска со реалноста. Треба да си проверат кој им го работи пиарот. Господине Ковачки, се случуваат големи геостратешки поместувања во светот. Во последниот период ги засиливме односите со Обединетото кралство, со Соединетите американски држави, нашите стратешки партнери. Дали на оваа нова геополитичка карта на светот Македонија е конечно вистинската страна? Имавме една изјава, имавме една изјава пред некој ден на министерот за надворешни работи на Македонија кој што експлицитно го кажа ставот на Македонија дека сме на таа страна, го правиме тоа. Како прво кажете ми, коментирате изјавата на министерот, а после да проговориме за дали е Македонија на правата страна во новата геополитика на светот? Македонија е на вистинската страна. Македонија никогаш во изминатиот период не нападнала ниту еден сосед, ниту правела проблеми во соседството. Македонците се питом народ. Меѓутоа, оваа изјава што доаѓа од страна на министерот за надворешни работи, господинот Тимчо Муцунски, е вистинска и во право време, значи правовремена изјава е. И со тоа уште еднаш го потврдувам она што го реков, дека ние уште од почетокот на 90-тите години како политичка партија сме се определиле за учество, односно за да бидеме дел од цивилизираниот, односно западниот свет. Она што во моментов се случува е прилично сериозно во светски рамки и затоа е многу важно да бидеме дел од тие процеси и да бидеме на вистинската страна. Јас сум убеден дека и во наредниот период ќе продолжиме да даваме подршка на нашите стратешки партнери. Нашата политика се базира на подршка на заедничката безбедносна и надворешна политика на Европската унија како еден столб. Меѓутоа останатиот, односно другиот столб е подршка на нашиот стратешки партнер Соединетите американски држави. Нешто што во изминатиот период ќе мора да се согласите е на некој начин
искомпромитирано од страна на нашиот политички опонент, Социјалдемократскиот сојуз, кој што во неколку обиди се обиде да не скара со нашите стратешки партнери. Меѓутоа, еве тоа оставам на нив, тие нека си одговараат за нивните политики, меѓутоа треба да бидат свесни дека во овие моменти нам ни треба обединетост, а не ни треба разноликост во изјавите и посебно во делот на поддршката на стратешкото партнерство. Така, ќе говориме подоцна за Социјалдемократскиот сојуз, ќе ме интересира и тука многу вашето мислење, но пред да одиме со тоа, знаете дека мотото на овој наш подкаст е борба за вистина и проверка на лажни вести, Проверитас. Во контекст на ова, следејќи вашата политичка кариера, не говорам сега кој генерален секретар, него од моментот кога се појавивте во политиката во Република Македонија, константно бевте изложени на напади од опозицијата, од одредени центри на политичка моќ во Република Македонија, меѓу кој што беше нели она приказната дека не поседувате сертификати на НАТО и уште што не. Нешто што демантиравте со аргументи. На што се должат овие неосновани напади? Како ги чувствувате лично од Социјалдемократскиот сојуз и од центрите одредени политички намоки? Дали сакаат да дефокусираат јавноста, да го ја искриваат сликата за вас како човек? Како го доживувате ова лично? Видите, веројатно лично не го доживувам. Нормално сега ќе ве допре, ние не сме камења, мислам луѓе живи сме. Сега ве допира, меѓутоа, знаете, сега од Социјалдемократскиот сојуз не сум изненаден воопшто, така да и сеедно ми, мислам, може да зборуваат што сакаат. Ние си имаме план, си имаме визија што треба да правиме со државата, така да може да напаѓаат колку сакаат. Не се оптеретувам со тоа. Ајде да проговориме збор два и за нив. Во моментов на политичката сцена во Република Македонија, како партии од опозицијата се представуваат Левица, Социјалдемократскиот сојуз, дуи она што е селата Равариса, не знам која е таа партија, и тие се водат нели како опозиција. Што мислите, дали сите овие што кажав на купа, посебно Социјалдемократскиот сојуз, се наоѓаат во една сериозна идеолошка и организацијска криза, и дали на Македонија им достига здрава и конструктивна политичка дебата и политичка опозиција? Тој дел можам да го искоментирам поврзано со Социјалдемократскиот сојуз, затоа што навистина ние дадоа нам граѓаните довербата и повторно ќе не дадат, се надам, 2028 година. Меѓутоа, не е добро за државата реално да нема опозиција. Ние во моментов практично ја немаме СДСМ. Тоа е една партија која што јас многу пати често им говорено во минатото дека никош нема да биде веќе стожерна партија, нема да биде партија околу која што ќе се формира идната влада или било која влада во иднина. Значи тие можеби ќе бидат дел од некоја една влада, меѓутоа нема да бидат како стожерна партија, туку ќе бидат помал партнер од некоја една структура, претпоставка моја сега. Затоа што реално тие ниту работат на програмско освежување, нити работат на својата идеологија која што веројатно им е изгубена некаде по пат во поразите, ниту пак работат на освежување на персоналот, односно кадрско освежување. На луѓето им е досадено, гледајќи ги едни исти ликови кои што се крајно корумпирани и кои што во изминатиот период покажаа дека со својата неспособност и својот полтронизам ја донесоа Македонија на рамки на кои што ја заглавија буквално во калта, и сега ВМРО ДПМН е оставена да ја вади државата на пат во кој што сите веруваме дека е предвиден и дека пат кој што треба сите да го изводиме заеднички, тоа е патот кон Европската унија, односно патот кон подобриот живот на граѓаните. Така, а за другите останати политички партии, што мислите, постои ли некој демократски потенцијал во натрез, зборам за опозиционите политички партии, кои што може да ги смени овие работи? Говорам од причина што многу е битно за секоја власт да има своја конструктивна опозиција за да се донесуваат прави одлуки, за да има коректор на власт. Многу е опасно за една држава да нема квалитетна опозиција. Многу подложна е таа опозиција нели на разни влијанија за се тоа што се говори. Што мислите, постои ли, има ли сила во, условно кажано, во опозицијскиот блок во Македонија, без оглед дали македонски и албански демокраци, кои што може да создаде квалитетни политички партии кои што искрено ќе бидат насочени кон доброто на овој народ?
Ете, за да имате опозиција, треба да имате идеолошка опозиција. Јас не гледам идеолошка опозиција од другата страна. Тука е проблемот и она што го реков. Персоналната понуда, односно кадровската понуда од другата страна која што се нуди на граѓаните е, така реков, девастирана, значи структура која што не може да доминира, односно не може да биде понуда за и алтернатива на политиките и на ВМРО ДПМНЕ. Па да, се согласувам со вас, поготово во левиот опозиционен блок говорам, има две политички партии, која што едната е заглавена во времето на Енвер Хоџе, а другата левичарска партија, социјалдемократски се однесува како тешки капиталисти, барем првиот врвот на нив и го целото тоа однесување. Мислам дека имаат идеолошка криза, ја. Слободен би бил да кажам. Ајде да се префрлиме малку онаму каде што е најжешко секогаш во Македонија на политичката сцена, тоа е собранието, парламентот на Република Македонија. Вие сте дел од пратеничката група. Каква е состојбата во парламентот? Каков е односот помеѓу власта и опозицијата, ако направиме паралела со политичката култура, да речеме, од минатото? Некој ден видовме една бламажа на една политичка партија, баш кога беше Руте, нешто за да привлече внимание класични популисти, нели? Добро, сега тоа си е типични популисти, како да кажам, Facebook партија, ни беа гости луѓе од таму и истото го кажуваат сите. Добро, сега дека тоа си ќе кажам нешто, ама тоа си нивен начин на делување, јас тука не им навлегувам. Тие си веројатно имаат членство на кое што се обраќаат, популација, меѓутоа не е добро за државата. Јас го реков тоа на почетокот или во текот на емисијата. Не е добро за државата да во моменти кога имаме геополитички турбуленции да се однесуваме вака неодговорно, посебно кон човек кој што навистина ја цени и Македонија како држава, меѓутоа го цени и нашето членство. Нашиот придонес кон алијансата, тоа и јавно го кажа и неколку пати во изјавите и во говорот. И тоа е за почит, она што можевме да го слушнеме од него. Сега, тоа што тие си го прават, тоа си е за нив, јас тука не би го коментирал. Меѓутоа, мораме да градиме единство околу, јас реков, околу безбедноста, односно одбраната на државата, затоа што таа е обврска на сите, не е обврска само на владеачката структура, односно на ВМРО ДПМНЕ. Апелирам на сериозност, меѓутоа, не знам колку тоа ќе најде на разбирање од другата страна, сепак тоа оставам на нив. Не би ги коментирал повеќе. Така, оние кои што се во парламентот. Кажете ми, вашата визија, иднината, дали според вашето политичко искуство кое што го имаат информациите со кои што ви се достапни, се предвидува некоја, ако биде се во ред, светла иднина со начинот на кој што е во моментов владее ВМРО ДПМНЕ коалицијата во државата. Дали ја гледате Македонија негде вака да речеме подалеку во едно поубаво издание, во подобро? Мора да признаеме, имаше период кога државата беше тотално девастирана. Да. Кога беше срамота да се каже она што сме, кога на сите можни начини бевме деградирани. Се попоралуваме полека, би рекол. Има ли днина? Има надеж. Јас верувам, ми реков, за да успеете треба да верувате во нешто. Јас верувам и во лидерот, верувам во организацијата, верувам во потенцијалот кој го има ВМРО ДПМНЕ, верувам во обединувачкиот потенцијал кој што исто така постои околу претседателот Христијан Мицкоски и мислам дека точно знае каде ја води државата и како да стигнеме до таа цел. Јас ја гледам Македонија како членка на Европската унија и како дел од овие пошироки безбедносни структури кои што на некој начин ќе бидат предуслов за развој и подобар живот на граѓаните. Тега уште едно прашање само по себе ми го наметнавте поврзано со ова, со НАТО. Кажете ми, Македонија располага ли со квалитетен потенцијал на стручни лица, зборам офицери и сличен тим кои што може да парираат во НАТО и да бидат добри во алијансата? Дали имаме квалитетни офицери во нашата армија? Апсолутно дека имаме. Ние веќе, реков, 6 години сме членка на НАТО, меѓутоа и претходно обучувавме офицери, испраќавме офицери како држава во рамките на НАТО штабовите, во тој период како партнерска држава, сега како зема членка на алијансата. Нашите офицери се школуваат и на нашата војна академија, меѓутоа се школуваат и на најсовремените академии,
одбранбени капацитети во Америка, во Велика Британија, во Турција и во останати држави, во Хрватска. Значи, имаме потенцијал кадровски, кој што треба дополнително да го градиме, да го развиваме. Знаете, има еден мал хендикеп во армијата, тоа е што, тоа не е хендикеп, меѓутоа таков е системот да војните лица одат малку порано во пензија, помлади, затоа што се трошат во текот на кариерата и има потреба од зановување дури тамо на тој кадар, значи прием на нови. Старе и нацијата нас, тоа е факт дека и стариеме како нација, некои држави дури членки не го пробуваат. И треба на некој начин малку да ги зановуваме кадрите, затоа што тоа што следи идната декада, рековме со развојот на вештачка интелигенција, со технологијата, со примената на новите методи, ќе бара и нов персонал, значи нов кадар кој што е навикнат да ги користи тие технологии, тие напредоци, тие иновации, креативни решенија, нешто што мислам дека ќе биде предизвик за целиот свет, односно за целото човештво, па вклучително и за нас како држава. Некои членки на НАТО алијансата, помалите држави, поготово вака, размислуваат за враќање на војниот рок кај неколку држави, колку што гледав. Дали можеби тоа е вака една добра работа во Република Македонија да се врати војниот рок? Јас сум она постара генерација која што вика дека војската не научила многу работи нас, значи да бидеме одговорни, да стануваме со белет, имаме нели како се вика кревето да знаеш да си го наместиш, работи што се учат основни во војска. Јас лично сега мислам како војник нормално дека ние би сакале да имаме една таква структура, не е само она што го рековте, значи уделот на дисциплинирањето, уделот на однесувањето и така натаму. Јас го гледам и оној друг дел, тоа е во делот на можноста да се интервенира во случај на не дај Боже земјотреси, кризи, поплави, пожари и така натаму, да имаме луѓе кои што веќе ќе ни бидат обучени да следат наредби, да следат одлуки кои што например доколку би немале таа обука, не би знаеле како да постапуваат. Во тој дел, меѓутоа, треба да се има во предвид колку сето тоа ќе чини, да се направи една анализа од тој аспект, па да се види што ќе се прави понатаму. Сега секоја држава си носи одлуки за себе, тоа е суверено право на секоја држава. Факт е дека постојат држави кои што го имаат војниот рок, дури не е ни укинат, ако сакате. Во добар дел од соседството не беше ни укинат тој војен рок. Сега дел од државите го враќаат, треба да се размисли, треба да се види дали има потреба од враќање, дали доволно со овој професионален состав што го имаме и така натаму. Така да не би брзал во заклучоци. Да се направи една математика, како викаат, нели? Предности и недостатоци сега. Тоа треба да се направи. Во една таква работа. Кажете ми, во минатото бевте дел од најелитната македонска единица Волци, колку што се сеќавам, така? Така е, да. За оваа единица говорат дека, себе да не претерам, е една од подобро обучените специјални единици во глобално ниво гледано вака светско, дека македонската единица Волци е на многу високо ниво, подготвена и спремна и респектирана од сите во светот. Респектирана единица, сега им беше денот, им го честитавме лично. Да, имав тоа на Facebook. Да. Нека се живи и здрави и да ни чуваат Македонија, што можам повеќе да кажам за таа единица. И да продолжат така како што беше. Така, да. Еве едно прашање за пред самиот крај, господине Ковачки, кажете ми што е постресно, што беше потешко кога бевте дел од единицата Волци или сега како генерален секретар на ВМРО ДПМН? Тешко прашање. Различни се одговорностите, ваму носите одговорност за луѓе, човечки животи. Човечки животи, буквално ги носите за човечки животи. А овде носите одговорност за човечки судбини. На некој начин голема одговорност од двете страни, голема стресот, но да, голема одговорност, стресот исто така е тука присутен, меѓутоа сме се навикнале да го менаџираме тој стрес, да се бориме со тој стрес, да се носиме, па обично за луѓето што биле во војска велат дека стресот е дел од нивниот живот и се научени со него да живеат. Со добар тим околу вас, со подршка на браќата, на сестрите, на колегите, на пријателите, со една добра визија, со една добра организација, мислам дека се може да се постигне и
ете, заедничко добро на сите нас. Многу интересни и охрабрувачки пораки испративте вечерва, што мене ме радуваат искрено, како човек кој што долги години бил во таа политичка партија. Мене ми останува, господине Ковачки, да ви посекам пред се многу здравие во приватниот живот. Понатаму да се гледаме често во оваа емисија каде што ќе говориме за нови успеси на државата и на политичката партија ВМРО ДПМН, бидејќи навистина мисијата е голема на оваа структура на ВМРО ДПМН, сите оние работи кои што ги почнала да ги заврши како што требаат, па да живееме во едно понормално време, поготово ние генерации како мене кои што ги поминаа сите можни глупости кои што се случуваа на овие простори. Да се надеваме, да работиме сите во интерес на татковината. Ви благодарам уште еднаш, почитувани гледачи, ова беше вечерното издание на Проверитас. Се надевам дека уживавте во разговорите кои што ги имавме со генералниот секретар на ВМРО ДПМН господинот Драган Ковачки. Ви благодарам за вниманието. Останете поврзани со нас на Facebook, Instagram, YouTube и на нашата веб страница proVeritas.mk.